А во продолжение да ви го најавиме фестивалот, односно се извинувам, Виолин фест, така да, фестивалот на млади виолинисти кој што треба да се одржи во понеделник на 9 јуни во Филхармонија. Таму ќе настапат млади виолинисти не само од Македонија, туку и од Косово и Србија. Се наоѓаме во храмот на културата и музиката, Македонската филхармонија. А мотивот што сме денес тука е да го најавиме 11-тото издание на Виолин фест, музички фестивал кој што има тенденција да обезбеди сцена за младите, талентирани и перспективни виолинисти од нашава земја. Повеќе од една деценија овој фестивал нуди одлична програма и за младите музичари, но и за сите влюбеници во убавата музика. Во пресред на главниот настан на 11-тото издание на Виолин фест, кој што ќе се одржи во камерната сала во Македонската филхармонија, разговарам со Владимир Костов, основач на Виолин фест, концерт мајстор во Македонската филхармонија и редовен професор на факултетот за музички уметности. Преце, здраво! Здраво, добре дојдовте во оваа прекрасна сала на Македонската филхармонија. Еве, полека се бројуваат деновите за главниот настан на овој 11-ти поред Виолин фест, на кој што му претходеше една многу атрактивна оф програма која што се случуваше во Битола. Па ајде најпрво да кажеме што се оваа година опфати таа оф програма во Битола и каде се одржаа настаните. Точно така, оваа година, после подолг временски период, добив идеја да го проширам овој фестивал на територијата на државата, односно да има возможам на музичките училишта кои што можат потешко да дојдат да се представуваат во Скопје, да се представат во Битола како не само место каде што јас сум завршил музичко училиште и е познат по талентирани музичари. Меѓутоа, меѓу другото сакав да ги спојам музичките училишта од Охрид, Прилеп и од Битола, да направам еден концерт кој што ќе биде претходник на главниот настан на Виолин фест, каде што им ќе возможам една убава сцена на тие дечиња од тој регион за да ја развијам нивната амбиција и нивниот мотив за да продолжат да го изучуваат инструментот виолина, бидејќи надворешните настапи на тие млади виолинисти се многу лимитирани, освен на надпреварите од музичките училишта, тие немаа каде да свират. Затоа е идејата на овој фестивал, како што кажавте во најавата, една сцена за младите талентирани виолинисти. Сушност еден патоказ како да го следат вашиот пример од училишните клупи да стасат до големите сцени. Јас се надевам дека ќе е така, тоа е единствениот пат, друг пат не постои, јас не познавам. Само преку настапи, преку свирење, преку настапи пред публика, така се гради личниот став кон инструментот и кон професијата која што понатаму би ја избрале. Каков беше одзивот на битолчани како публики и како аудиториум кој што на вистина ја сака и ја следи културната сцена? Одличен, како и секогаш. Во Битола има публика која што знае да ужива и да препознава квалитет. Имав доста голема поддршка од музичкото училиште во Битола, која што исто така ми излезе во пресред за да се одржи еден час презентација на овој настан пред битолската публика, пред битолските дечиња и наставници, да знаат подробно за што се работи. После кое што следеше настапот во офицерскиот дом кој што беше на 12 мај, каде што настапија на свечен концерт младите виолинисти. Сега ве очекува главниот настан, 9 јуни е датумот кога е закажан концертот кој што ќе се одржи во камерната сала на Македонската филхармонија. Што се ќе биде изведено и што може да очекува публиката што ќе дојде на овој концерт? На 9 јуни во 20 часот во камерната сала на Филхармонија ќе биде точно главниот настан Виолин фест, каде што ќе настапат 13 виолинисти од различна возраст и од Македонија, од Србија и од Косово. Ќе се представат со дела од виртуозен карактер за виолина. Тоа е еден главна одлика на мојот фестивал, свират исклучиво виртуозни композиции, затоа што тоа треба да биде спектакл. Бидејќи кога го конципирав самиот фестивал, Виолин фест, фест не значи само фестивал, туку значи фестив, значи славење на виолината, свеченост, ден на виолината, каде што децата ќе блеснат на сцена. Значи во Скопје, како што кажав, ќе настапат од ученици од Македонија, Србија и од Косово. Ќе бидат под придружба
клавирска придружба на пијанистката Марија Вршкова, мој долгогодишен соработник и пријател. Публиката ќе ужива во композиции на Паганини, на Зарасате, на Брамс, на Дефалја и така што најавувам дека тоа ќе биде вечер за паметење. Уште една убава информација за сите што во моментов не слушаат и кај кои што се буди желбата да дојдат и да го проследат концертот, дека истиот е достапен за сите, односно дека влезот е бесплатен. Точно така, влезот секогаш е бесплатен за мојот фестивал. Еве за крај едно резиме што всушност успева Виолин Фест да направи како фестивал, како една музичка манифестација која што веќе е во својата зрела фаза, затоа што позадива стои цела една деценија на успешна работа. Главната цел е да има возможност на младите сцена, професионална сцена, каде што ќе се осеќаат како идни професионалци. Односно, меѓу другото, првенствено се однесува на тоа да им ја побуда мотивацијата, желбата и истрајноста да го учат инструментот, бидејќи е најтешок инструмент за изучување. Исто така и да побудам желба кај дечињата кои што се во публика или родителите на останатите деца кои што се во публика, да мотивираат своји роднини, пријатели или дечиња да се запишуваат во музичките училишта, да го изучуваат овој инструмент затоа што е многу корисен. Благодарам за одвоеното време, за овој разговор и посакувам успешна реализација на главниот настан на 11-тиот Виолин Фест на 9 јуни тука во Македонската филхармонија. Благодарам и вас за поканата.